Колку вреди животот на еден градежен работник? Ова прашање денеска го поставува синдикатот за градежништво, откако уште едно семејство е завиено во црно по трагичниот настан во Кисела Вода. Жестоки критики упатија до работодавачите и надлежните институции, обвинувајќи дека во македонскиот модерен и суров капитализам профитот се става пред човечкиот живот. Законот велат се гледа како трошок, а не како заштита. Синдикатот бара темелна истрага за случајот. Утрово немаше да имаме загинат работник доколку се почитуваше законот и доколку тие што треба да го контролираат спроведувањето на законите треба да се на терен пред да се случи несреќа, а не отпосле. Со просек од 20 несреќи со фатален крај и преку 200 повредени при работа годишно, Македонија за жал, особено во секторот градежништво, е убиец број 1 во Европа. Законот јасно укажува на кој начин и под кои услови се преземаат градежни активности од работниците, особено кога станува збор за ископ на земјиште како во случајот. Експертите велат планот за постапување е одговорност на оние кои инвестираат, изведуваат или вршат надзор, но најчесто до овие несреќи доаѓа бидејќи такви насоки не им се даваат на работниците. Секој ископ што е над 1 метар мора да биде обезбеден. Дали тоа ќе биде со разупирање, значи потпори, или пак ќе биде со соодветна косина, во зависи од просторот на самото градилиште, е избор и на оној кој би изработува планот, меѓутоа и оној што го нарачува планот за безбедност при работа. Во тој план треба се пропишат сите оние мерки кои треба да ги има на градилиштето, почнувајќи од ископ до негово покривање и занатските работи, се до завршување на објектот. Причините се слични во сите ситуации, бидејќи имате искуство? Во тие ситуации што до сега, значи беа, причините беа непреземање на мерки за безбедност при работа. Ова не е прв случај работник да биде потрупан од земјиште при градба. Насловите од Црната хроника во изминатиот период покажуваат дека на сличен начин дошло до трагедија откако при ископ се случува слечиште кое потоа со голема брзина по десетици кубици земја се спуштаат надолу. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.